Се заташкаа сериозните обвинувања за злоупотреби на системот за автоматска распределба на предмети во управен, кој го заштити актуелниот прв човек на управниот суд Бурим Сејдини, како Министерството за правда во време на Кренар Лога и членот на судскиот совет Селим Адеми, кој се противеше да се формира комисија за злоупотребите на АКМИ системот, го спасија првиот човек на управен од одговорност. Пред само 6 години за исти вакви сомнежи поранешниот председател на Кривичниот суд Владимир Панчевски беше осуден на 2,5 годишна затворска казна која веќе ја отслужи. Така речиси пред 7 години комисијата на министерот за правда Билјан Салии, кој беше дел од владата на Зоран Заев, утврдуваше рачно местење на предмети. Иста таква комисија во време на министерот Кренар Лога работеше сосема поинаку. По пријавите од вработени во управниот суд дека актуелниот председател Бурим Сејдини рачно местел предмети, единственото што утврди комисијата е дека имало недостаток на информатичари во судот. Според извештајот, злоупотребите на АКМИС системот не ни биле предмети на истрагата. Во судот се пополнети 27 судиски места од 33 судиски места кои се предвидени. До Судскиот совет на Република Македонија било доставено барање на пополнување на 3 испразнети судиски места, но се уште не добиле одговор. Во судот недостасуваат стручни соработници и административно-технички персонал. Судскиот совет есента 2023 формираше комисија која што ја предводеше Селим Адеми, кој е избран за член во собранието по предлог на ДУИ. Актуелниот председател на управен Сејдини е поранешен секретар на општина Зајас. Адеми беше најгласен за да се одложи формирање на комисија за проверки на управен, па летото 2023 ги избрка новинарите бидејќи прашуваа зошто одлагаат и не го суспендираат председателот кој може да влијае врз докази. Немојте да навлагате во расправа, во се. Нема право. Инаку председателот на управен Бурим Сејдини се поврзува со ДУИ партискиот врв преку Зајас, родното село на Али Ахмети, и тој лидерот на интегративците имаат родни куќи таму што може да се види и од нивните анкетни листови. За исти сомневања и местенки на предмети, владата на Заев и неговиот министер за правда излегоа со извештајот по кој поранешниот председател на Кривичниот суд Владимир Панчевски одлежа 2,5 годишна затворска казна за злоупотреби на АКМИ системот. Тогаш, парадирајќи пред медиумите, комисијата на Министерството влезе во судото специјалното обвинителство во домот на Панчевски. Политичката хајка против неистомислениците во судството отиде до таму што во целата работа се вмеши поранешната вице-премиерка Радмила Шекеринска, која објаснуваше што наводно правел Владимир Панчевски. За разлика од сега, тогаш за АКМИС системот имаше толкава помпа од негативни изјави што имун не остана ниту поранешниот премиер Зоран Заев. Бурим Сејдини се уште е председател на управен суд.